Добре дојдовте на Беседа, македонската емисија за високи и возвишени теми. Јас сум процесорот, Јас сум свештеникот. а денеска, драги наши следачи, господа и дами, имаме една експериментална или нов вид на епизода, нов вид на емисија, а таа е слободна. Слободна епизода со слободни теми. Што значи тоа? Ова го имаме спомнато и претходно, во претходните епизоди, меѓутоа веќе го повторам пак. Јас и свештеникот пред долго време, па дури би рекол и со години и месеци, многу често знаевме да излеземе, да се сретнеме и да се шетаме, а и современо да разговараме. И разговаравме за секакви работи, тоа што сме го прочитале нешто или нешто што се случило на геополитички или на локал политички план, нешто што ни се случило нам, и ги разговаравме овие работи и се префрлавме од тема на тема. И така и всушност јас и тој стигнавме до идејата да ја снимаме Беседа. Тоа беше како еден вид на откровение додека се шетавме еднашка во неговата насоба, дека требало да го снимиме. Увидовме дека тоа е откровение од самата виша сила. И втората причина која што решивме да ја снимаме Беседа е за да остане тоа што го снимаме со цел утреден да создадеме нешто поголемо од тоа или да го сублимираме во некакво поголемо дело. Сега нашите беседи беа многу динамични и се префрла од тема на тема. И во нашите неколку часовни шетања знаевме да обработиме по 3-4 теми на длабок начин. И тоа се обидовме да го емулираме во самите епизоди кои што досега ги снимавме, а денеска ќе увидите како всушност настапуваме кога немаме една тема околу која што разговараме или гостин, туку разговараме на тоа што сакаме да го дискутираме и на тоа што произлегува од темата која што ќе започнеме. Па свештениче, мислиш дека ќе им се допадне денешната епизода или не? Мислам дека ќе им се допадне на сите, мислам дека ќе ни се допадне на нас, тоа е најважно, бидејќи е доста спонтана, природна, нема никакви подготовки за оваа епизода. Едноставно си разговараме како еден најприроден, нормален подкаст и навистина пригодно е оваа епизода да биде таква спонтана како јубилејна наша 40-та епизода. Навистина свештениче 40-та епизода, добри сме. Истеравме 40 епизоди, тоа се 40 часа, може би повеќе или помалку, но од прилика 40 часа мудрости, надконцептуални мудрости. Така е. Па да видиме денеска што ќе произлезе од ова јубилејна епизода, иако е сосема арбитрен јубилејов. Јас би почнал со една тема која што во последно време ја размислувам доста, а ја размислувам заради тоа што работам на еден труд на темава, кој што сакам да го објавам. Трудот се наоѓа во областа на морална филозофија и ако би требало да го кажам, насловот би бил времето како мерка за секоја вредност. И ова го имам спомнато претходно кога сме разговарале во нашиве епизоди, дека развивам теорија во која што времето, односно протегањето низ времето, во продолжение, односно континуитет, е крајниот судија за вредноста на било што. Или со други зборови, јас го нарекувам тоа временска далекосежност, односно обид да се досегне далеку во иднината. Во продолжение, повторно, да кажам. Значи, не е идејата да се досегне, ама да те снема во меѓувреме, туку идејата да се досегне како продолжение, како континуитет. И ако ги гледаме сите битија, сите ентитети, особено живите ентитети, особено некои што се противкршливи, тоа е уште еден концепт кој што го имаме спомнато во нашава емисија, противкршливоста на Насим Никола Талеб. Значи, живите особено ентитети и особено гените, тие се обидуваат што подалеку да досегнат во иднината. Односно, ако би можеле они, и бесконечно. И тоа ме натера да размислам, увидувајќи го, тоа ме натера да размислам што е тоа што ги тера да досегнуваат во иднината. И потоа, како што размислав, почнав да се враќам и во минатото. И почнав да си наоѓам примери за луѓе или идеи, или дела, или градби, или култури, цивилизации, што и да е, било што, нешта, екосистеми, видови на жив свет, кои што имале различно протегање во минатото. Може би денеска ги нема, ама во минатото постоеле. Класичен пример е Римското царство, односно империја. Римското царство се протегало со стотици години. Дори мислам дека скоро 1000 години, вака секој ќе се земе. Може и повеќе малку. И многу често денеска се дискутира Римското царство, односно империја, како пример за воспевање, а во исто време и како поука, предупредување
Да, поука и предупредување што може да се случи ако некој систем го напушти својот елан за живење и на крајот се распадне. И причината зашто почесто го спомнуваме Римското царство, него ли некои други пократкотрајни, да речеме, примери, кои што несомнено ги снимало во минатото, е заради тоа што Римското царство било многу долготрајно. Прво како република, па потоа како царство, па потоа како поделено царство, па потоа како Византија, кое што после тоа се вплотила пак, на крајот се распаднало. Значи, било многу долготрајно. И многу често се зима вредностите во Римското царство, овој Питер Турчин го дискутираше во неговата книга, многу често се зимаат вредностите на Римското царство како репер за тоа какви вредности треба да имаме. Полетност, верба во себе, моралност, прагматичност, јасен фокус што сакаме да постигнеме и така натаму. И тоа ме наведе да помислам дека причината зошто ние многу често го спомнуваме Римското царство, зошто многу често ги спомнуваме, например, примерите како Русија, која што настанала во 800-та година и до ден денеска постои. Многу често се спомнуваме Персија како цивилизација која што е илјадници години стара. Многу често спомнуваме Индија, спомнуваме Кина, спомнуваме Македонија, која што до ден денеска постои, иако во минатото се изгубила како држава, меѓутоа како континуитет продолжува да постои тука, е заради континуитет. Заради нивното долго протегање во низ минатото или во сегашноста или нивниот обид да достигнат далеко во иднината, нивната далекосежност низ времето. И кога ќе видиме на крајот сите оние вредности кои што ги кажуваме, идејата кога ќе кажеме дека некоја вредност е крајна вредност, некоја вредност има најголема вредност, некоја вредност е најсилна, најмудра, најпаметна, секогаш редовно ги кажуваме оние кои што важат бесконечно, оние кои што се трајни вредности. Кога ќе кажеме трајни вредности, со тоа кажуваме дека тоа што е трајно е вредно. И ако е така, тоа што на крајот достига максимално или што се обидува да достигне максимално, највеќе, бесконечно, тоа е највредно. И тоа е самата суштина и самата основа на мојот концепт за времето како мерка за секоја вредност, како суд за секоја вредност, судија, и за временската далекосежност. Ќе видиме трудот на крајот како ќе испадне во детали, меѓутоа ова е суштината на истото. Свештениче, што ви искоментирате за тоа? Сакам да те прашам за гените, нешто спомнати таму на почеток, ги поистовети гените како некој агент кој што се бори да биде вечен. Така, добро го кажав ова или не? Да, не знам дали свесно, ама во пракса така испаѓа. Така, па тука не се согласувам со тебе. Мислам дека малце премногу им даваш значење на гените. Тие се само гените всушност како ентитет не постојат. Постои ДНА молекул. Тој има сегменти кои што кодираат одреден аспект на организмот во кој што овој молекул се наоѓа. Значи, како одреден протеин ќе се синтетизира, како ќе се асимилира и така натака. Значи, и тие протеини понатака преку каскадни илјадници различни каскадни процеси создаваат комплексен организам со однесување, со размислување, со одредени карактеристики и така натака. Значи, гените не се ни ентитет, тие се само аспект од ДНА молекулот. А ДНА молекулот сам по себе ништо не сака, тој не ни може нешто да направи. Туку тој е само еден дел од клетката. Сега, клетката е таа која што сака да се размножува, точно таа е живот. Таа е веќе основна жива единка и таа сака да се размножува и сака да биде далековечна или да речеме бескрајна, бесмртна и тоа го прави користејќи ги сите механизми кои што ги има на располагање. Значи не е само своите гени кои што ги користи за живење, туку исто така и својата клеточна мембрана која што ја штити од надворешноста и дава граници, суверенитет. Цитоплазмата, која што е медиумот каде што се ова се случува. Значи, мислам дека можеби треба да го извадиш тој дел за гените и треба да ги поистоветиш со животот или со клетката, уште подобро со животот, затоа што гените се само молекул, тие не се тој некој програм кој што многу луѓе сметаат дека е некој позади животот кој што сака да се размножи или сака да создаде, да речеме, потомство и така натака, или затоа што исто така тој не е
еден ист ген кој што се, или еден ист ДНА молекул кој што се протега од твоите предци па до сега. Секој човек има различен ДНА молекул. И сега ќе речеме секој човек, секој тој молекул сака да се сподели или да се продолжи себе си преку имање деца. Ама тој молекул од кај твоето дете не е истиот со твоето. Многу различен. Не само што 50% е на жената или на мажот, туку исто така и самиот тој меѓу себе е реформулиран. Тој се вика crossing over, кое што се случува при мејоза. И буквално 90% е различен молекул. И сега ќе речеме, па тој не се споделил, не се продолжил, туку се сменил драстично. А што се продолжило? Се продолжиле да речеме одредена видот, може да речеме дека се продолжил. Или се продолжил, најдобро е да се каже видот дека се продолжил. Така да, мислам дека треба да се одземе малце од она титула и внимание кое што се дава на генот и повеќе на самиот живот, или на самиот вид, или на клетката, и така натака. Затоа што ти често знаеш да го употребиш генот како епитом на некоја врвна потреба за размножување и врвен аспект кој што треба да му служиме, или некоја основа на нашиот живот која што не тера да правиме одредени работи. Меѓутоа, ако влезеш во генетиката, ќе видиш дека не е баш така. Тој ген се менува, тој ген не е, самиот ДНА молекул не е конзистентен. Кај секој човек е различен и нема со себе, не носи некоја архаична мудрост со себе. Додека пак клетките, животот, односите, научените, инстинктот, тие носат. И тие не се секогаш кодирани во генот. Некогаш се, некогаш не се. Некогаш се научени. Прво да те прашам за таа crossing over. Каков е тој процес? Тој е процес каде што помеѓу хромозомот на твојот хромозом кој што е добиен од мајката и хромозомот од таткото, значи ние имаме парови од хромозоми, секој пар е составен од 2 хромозома и тие парови се еден од мајката, еден од таткото. При мејоза, кое што е создавање на полови клетки, значи на хаплоидни клетки, оние кои што се користат за размножување, помеѓу овие хромозоми има размена на гени, размена на сегменти на ДНА. Тие се доближуваат, се спојуваат и гените на мајката влегуваат во хромозомот на таткото, гените на таткото влегуваат во хромозомот на мајката и се одвојуваат и сега се добива некој два хибридни хромозоми, различни, измешани со различни гени, тотално различно нешто се добива. Комбинација од мајката и таткото. Тие после се делат во посебни клетки и тие клетки идат да се размножуваат. Детето кое што би се споило, кое што би се создало, би имало еден хромозом од, да речеме, од таткото, од тебе, кој што ќе биде измешан од хромозомите на неговата баба и дедо. А другиот хромозом ќе биде хибрид од другата баба и дедо. Меѓутоа се станува збор за тотално различни хромозоми. Тие се толку измешани, толку се хибридизирани, што не може да се каже дека тука има некој ген кој што се пренел, туку се пренела некоја комбинација различна од гените. И многу пати тие комбинации не функционираат. Иако низ текот на еволуцијата, таквите комбинации на гени кои што не функционираат се исфрлени од фондот и затоа ретко се јавуваат, меѓутоа се случува таквата комбинација да не функционира и детето не може да се роди или има проблеми, така натака. Јас би ти кажал дека мене не ми изгледа дека таа рекомбинација е толку суштински битна или толку темелна или толку интензивна е да речеме, или не знам, процентуално дека опфаќа толку, заради тоа што од самиот факт дека заради рекомбинацијата, ако има преголема рекомбинација, како што рече ти, многу често може да не успеваат тие рекомбинации, а всушност гледаме во пракса дека таквите рекомбинации многу ретко се појавуваат, зборам за суштински битни делови од ДНК, кој што ќе заврши кај детето. Што сакам да кажам со тоа? Сакам да кажам дека
Дури да постои рекомбинација, нема рекомбинација која што на децата им прави да имаат 3 раце, која што им прави да имаат 15 прсти или да имаат 4 очи или 2 мозоци, ме разбираш? Значи, за некои суштински битни работи не може да има рекомбинација. Односно, кога имало, тоа било неуспешно како мутација, да речеме, или рекомбинација, и елиминирано е веќе и можноста за таквите рекомбинации е сведена на минимум. Не дека не постои, ама е сведена на минимум. И, например, сите ние имаме 2 раце, сите ние имаме 2 нозе, имаме 2 очи, мозок е еден со сличен дизајн или слични функции, имаме 2 бубрега место 3, имаме еден црн дроб на левата страна или на десна страна, и сите тие работи, или срцето не е на левата страна наместо на десната и така натаму. И сега да кажам дека веројатно, мене така ми изгледа, дека 99% од она што го наследуваш од таткото и мајка ти е стандардизирано и е ископирано од некои претходни гени во минатото кога тоа настанало во оваа форма. И рекомбинација постои, секако. Тоа можеме да го видиме дека и рекомбинацијата не само што постои, туку е и потребна, заради тоа што многу често се случува, особено кај елити, кај оние богаташи и така натаму, кои што сакаат да не дозволат нивното богатство да се пренесе кај некој друг, па меѓу себе имаат деца, имаат инцести и многу и така натаму, се појавуваат рецесивни гени и такви работи, кои што се практично ситуација кога не се мешаат доволно гените, кога нема доволно рекомбинација. Рекомбинацијата е потребна, треба доволно да има разлика помеѓу тебе и партнерот, меѓутоа треба и да нема премногу разлика помеѓу тебе и партнерот, туку е некоја златна средина, да речеме, во некој распон, да речеме. Златна средина значи дека, например, многу често луѓето избегнуваат луѓе кои што не изгледаат здраво, не изгледаат со добри гени. Пример, се родиле некој се родил со 6 прсти заради некаква мутација во Хирошима и Нагасаки после бомбите, или во Виетнам после фрлањето на Агент Оранж. Луѓето таквите ситуации им предизвикуваат језа и они автоматски ги избегнуваат тие луѓе. Не сите, некој нема ги избегне, ама повеќето ги избегнуваат. И практично они прават генетска селекција преку тоа, заради тоа што не сакат да се копираат со нив. Зашто? Заради тоа што таквата разлика во гените е преголема, не им се допаѓа. Или луѓето не ги привлекуваат шимпанза. Зашто? Заради тоа што очигледно дека шимпанзото е различен вид. Не се допаѓа, не може не се допаѓа затоа што не изгледа како човек. И така натаму. Што сакам да кажам со тоа? Дека веројатно така ми изгледа дека постои еден распон на златен распон помеѓу преголема разлика во гените и премала разлика во гените, кое што се обидуваш да го погодиш. Тоа е еден аспект, а другиот аспект е дека луѓето многу често се обидуваат да максимизираат од аспект на квалитетни гени. По убавина, по интелигенција, по памет, по висина, по изглед на телото и така натаму. Зошто луѓето би сакале да максимизираат на некои квалитети кои што се очигледно генетски, значи овие не се социјални квалитети, не се квалитети на памет, висина или сини очи или интелигенција, тоа се очигледно претежно генетски квалитети. Зошто би сакале да максимизираат на овие и да се обидат да достигнат максимално квалитетен партнер во овие, ако самите гени во нив не ги програмирале да бркаат некој квалитетен партнер? Гените не ги програмирале нив да бркаат партнер, туку обратно. Гените се програмирани или ние сакаме да најдеме партнер кој што има добри гени, за да се осигураме дека нашиот потомок ќе биде способен. Добри гени што значи? Способност да преживее, способност да се снајде во светот. Затоа бара и да се ископира. Да се ископира, тоа е чудно кажано. Може да кажеме да создаде потомство, меѓутоа она што се грижиме е да преживее, да речеме и да се ископира. Меѓутоа обратно е поставено, не е дека генот нас ни рекол ај сега барај го тој партнер, не изманипулирал тоа да го правиме, туку ние преку одредени карактеристики гледаме каков му е генот, за да можеме да се осигураме дека или да се зголемат шансите дека нашето дете ќе биде поспособно да преживее. Значи ние го користиме генот како или неговиот фенотип, неговиот начинот на кој што тој се искажува за да видиме каков му е генот. Меѓутоа не е дека нас генот не натерал да бараме добар ген, затоа што тоа нема логика. Зошто генот наш би барал да бараме добар ген од таа страна? Тој би сакал да преживее, тој би сакал тој таков каков што е, оригинален или да речеме генотипот, збориме за генотипот,
ако сметаме дека генотипот сака да се ископира, тогаш тој сака да се клонира. А ако тој создаде потомство кое што ќе биде комбинација од некој друг и нас, тогаш тој исчезнува. Во голема мера исчезнува. Дори ние не ни знаеме дали ќе се пренесе 50% или ќе се пренесат, да речеме, помалце. И исто така, следното потомство, она што се пренесува е уште помалку, 25%. Не сме ни сигурни ни толку дали ќе се пренесе поради кросинговерот. Следното популација ќе биде уште помалку, ќе бидат некои 12-13%. Значи, како што се копира, значи тој не се копира, тој се комбинира со друг ген. Како што оди во иднината, тој ген исчезнува и се добиваат нов генотип, да речеме. Не исчезнува генот никош не исчезнува, меѓутоа исчезнува генотипот. Тоа е целината на сите гени. Исчезнува генотипот. И на тој начин да не програмира нашиот генотип да бараме други партнери со кои што ќе бидат погодни за потомство и тоа потомство да преживее и да создаде негово потомство, тоа би било самоубиство на нашиот генотип. Затоа што тој генотип на тој начин создава потомство доволно силно да со текот на времето се го разреди него до тоа мера да тој исчезне. Така да нема смисла баш тоа. Значи 5-6 генерации во иднина веќе твојот генотип го нема, исчезнат. Тој не постои таму некаде. Во твоите праправнуци веќе има таква комбинација да не се знае ни дали 1% има од твојот генотип внатре. Така е. Ама јас затоа не кажувам дека генотипот сака да се ископира. Јас кажувам дека гените сака. И дека гените го користат генотипот како алатка. Исто како што не користат нас како алатка. Ние како нивни тенкови оклопни кои што ги носиме за да после тоа им ги оствариме нив каприците во наводници, да имаме партнери и да направиме пород, со цел они на крајот да се ископираат. Па да, и тоа ми нема смисла исто така, затоа што еве да речеме дека еден ген сака да се ископира на тој начин што ќе создаде потомство. И тоа нема смисла. Неговата максимизација за преживување би била во создавање на копии од сам себе. Значи тој би одел во насока на проста делба. Ние би седеле овдека и би се одвоиле во едни клонови, би создал клон на свештеникот и тој ќе си тера одново и ќе си создава негови клонови, како што прават клетките. И како што прават клетките и во нас, во нашето тело. Тие се делат со проста делба, се прават клонови од самите себе. Меѓутоа, самото полово размножување е смрт за гените и нивна несигурност во однос на иднината. Ние не знаеме дали тој ген баш ќе се падне да биде во нашето потомство. Многу големи се шансите да не се падне. А ако се падне, уште поголеми се шансите во следната генерација да се исфрли некаде. Така да нема логика да гените нас или да гените не контролираат да бидеме нивни роботи, нивни оклопни слуги. Туку јас мислам напротив. Ние ги користиме нив, тие се наша алатка или алатка на животот да ги користи нив како стожери на меморија, која што после тоа ние, кога ќе се создаде животот, ја ги користиме како зипувана меморија, како протеинот да се синтетизира, како однесувањето, како инстинктот, како ова, како она, ги одзипуваме од самите гени. Си ги вадиме тие мемории, за да може после тоа да си живееме како една мудрост зипувана и склопена на едно место. Меѓутоа, тоа е алатка која што ја користиме ние, а не дека таа нас не користи. Добро, јас ќе кажам дека не се согласам со тоа, ќе ти кажам зошто. Мислам дека едноставно гените увиделе во наводници диференцијално преку тие што преживеале во однос на тие кои што не преживеале низ минатото, односно продолжиле во однос на тие што не продолжиле во толку копии, во некој сооднос со другите, дека преку рекомбинациите имаат поголема шанса да продолжат. Без разлика што шансите да се појават директно во следната генерација се помали, заради овие рекомбинации што ги кажуваш тие, туку дека на крајот, заради рекомбинацијата, можеби заради ова, самите биолошки, како кажем, организми кои што ги создаваат они како фенотип, станувале подобри заради рекомбинацијата,
заради некои мутации кои што биле полезни, а и простата рекомбинација меѓу партнерите, нели, станувале подобри, имале подобар имунитет или имале подобри способности некогаш, може така почнал да се исправува човекот, може би така му станале поостри очите, кај некој бил поостри очите, па тој подобро ловел, па заради тоа имал повеќе партнери, па може да остави повеќе деца и така натаму. И на тој начин увиделе дека во наводници условно кажано увиделе, односно повеќе се продолжиле оние кои што учествувале во рекомбинација, на крајот кумулативно повеќе се продолжиле тие, него ли овие кои што правеле проста делба. И мислам дека тоа се случило на крајот. И плюс би кажал дека да, и ние сме живот. Јас не го негирам тоа дека ние сме живот и дека не викам дека сме само алатки за нашите гени, меѓутоа кажувам и мојот став е дека и самите гени се живот сами по себе. Различен вид на живот. Без нив ние не можеме да постоиме и без нас они не можат да се продолжат и да постојат, ама ние сме еден вид на продолжение од нив кој што настанува во живот и ние па потоа ги продолжуваме нив преку, нели, гаметите и така натаму, па после тоа они не продолжуваат нас и така натаму во една симбиоза, условно речено, сме цело време каде што си го имаме натиго, дај ми го меѓу себе, меѓуто и они се живот. Така барем јас го гледам истото. Меѓутоа, ова второ, тоа е подлабок поглед некој на работите. Што би искоментирате за првото тоа што го кажав, дека веројатно диференцијално, кумулативно на крајот, оние гени кои што го измислиле начинот на рекомбинација, на крајот увиделе дека така поголеми се шансите да се ископираат во следната генерација, кумулативно речено, и заради тоа своеволно во наводници учествуваат во рекомбинација, наместо да се држат како слеп за стап за чистото копирање. Па, гледајки бројно, и квантитативно, ама и квалитативно, пред се квантитативно, колку видови постојат на светот во бактерии и во протозои, а колку многу помалку видови има од оние кои што се размножуваат полово, можеме да утврдиме дека напротив, мејозата е многу помалку застапена и оние видови кои што се размножуваат полово се многу помалку бројни, додека оние кои што се размножуваат со проста клеточна делба се многу побројни и многу поуспешни. Ова е планета на бактериите, ова не е планета на луѓето, не е планета на диносаурусите или на што и да е, ова е планета на бактериите и на, може да кажеме, протозоите. И на алгите. Алгите не знаеме каде да ги сместиме, дали се животни, дали се растенија, дали се не се бактерии, бидејќи имаат јадро, тоест да, тие влагаат во протозои, меѓутоа не се животни, така натака. Не можеме нивната дефиниција е вија негатива. Не се ова, не се тоа, не се тоа. Нема врска. Сакам да кажам дека оние кои што се размножуваат со проста делба се многу побројни и многу поуспешни. Додека пак тие што се размножуваат полово се поиздржливи, тоа е точно, и се покомплексни во однос на нивниот живот. Сега, тоа е едниот аспект. Другиот аспект е во однос на наследувањето. Да речеме некој човек во одреден, да речеме луѓето кога дошле во Европа и било ледено доба, имало снег и така натака, и било многу тешко во такви услови да се синтетизира витамин D. И луѓето морале полека да ја намалуваат или успевале оние луѓе што имале се посветла и посветла кожа, за да може да примат повеќе или да асимилираат повеќе витамин D во себе, да синтетизираат. Како настанала таа адаптација? Зошто нашиот ген дозволил да обеле? Доколку тој би имал своја интелигенција, доколку тој белиот ген, или генот за црна кожа, да речеме, има своја интелигенција, има своја потреба да преживее, тогаш тој не би дозволил партнерот да бара или да успеваат или да успеваат и да бидат попривлечни оние луѓе со бела кожа. Не би дозволил, зашто тоа е самоубиство. А сепак ние гледаме дека такво нешто се случило. Зошто? Бидејќи гледаме дека тие луѓе се поуспешни. Значи, генот нема толкава контрола врз нас, туку ние имаме поголема контрола. Ние ако сметаме дека одреден ген во нас е штетен, ќе го смениме. И тоа нема да го смениме свесно во моментот, туку ќе го смени видот. Видот во текот на времето ќе почне, ќе го менува својот интерес на партнери
и на тој начин ќе го менува и својот ген. Што ми е поентата? Поентата не ми е дека не си тотално во право за гените. Да, има одреден аспект во кој што гените како програм не обликуваат, ете тоа е може најдобриот збор. Меѓутоа би ти рекол да го размислиш оној момент на контрола, степенот на тоа колку тие не контролираат нас. Дека не би одел до таму да кажам дека ние сме само роботи на гените, туку тие имаат одредено влијание. Значи тоа ми беше поентата, само не дека не држи вода, туку дека едноставно можеби не е до таму нивното влијание, не е толку многу голем. А иначе за другото, во однос на тоа што го кажа, се сложувам и тоа е само евидентна вистина во однос на тоа што го кажа за времето и за Рим и така натака. Да, па баш сега сакав да кажеме, ова е пример како муабетите ни одат од една на друга страна неочекувано. Бидејќи јас предложив да збориме за времето како мерка на секоја вредност, а всушност отидовме да разговараме генетика и биологија. Баш така. Значи, па и да затворам сега темата, мислам дека е доволно, само чисто сакав да кажам дека моментално работа на ова, треба нормално поќе да размислам и на тема на ова што ми го кажа сега. Има доста вистина во она што го каже и тоа, особено дека оние што работат со проста делба се по-успешни, ама по друга страна каже дека па тие што не се со проста делба, што се со рекомбинација се поиздржливи и така натаму, така што ете може нешто се крие во тоа, ќе видиме. Да баталиме генетиката на страна. Тоа што, како враќање на оригиналната тема и да ја затворам таа, да завршам, е дека имам увидено дека кога и да гледаме спрема нешто што е трајно и што повеќе се обидува да досегне во иднината, или барем подолго да трае, во континуитет, толку е повредно истото. И затоа многу често знаеме да кажеме трајни вредности, токму заради тоа, затоа што се трајни вредности. Не се привремени, не се двомесечни вредности, туку се трајни вредности, важат еднаш за секогаш. И заради тоа се обидуваме да ги пронајдеме кои се тие трајни вредности. Еден пример е оние јас и ти што ги дискутиравме пред некое време за 4 јуначки вредности, нели? Слобода, вистина, правда и слобода, вистина, правда и љубов. И љубов. Не знам зашто кога и да ги спомнувам, една од нив ја заборавам. Една фали, секогаш една фали. Секогаш една фали, да. Сакам да кажам, ние ги гледаме тие како трајни вредности, така. Зошто како трајни вредности? Заради тоа што ако се трајни, значи дека имаат трајна вредност. Што значи тоа? Дека важат секогаш. Важеле во минатото, ќе важат во иднината или барем претпоставуваме. Или идејата за Бог, дека е почеток и крајот, дека без него нема ни време ни ништо. Што значи тоа? Дека тоа е крајната вредност. И така натаму. И тоа ме наведе на тоа да размислувам дека всушност времето или протегањето низ времето е мерка за вредноста на било што. Дали е за нешто што постои, или е за некаква вредност, или е за некаков концепт, за некаква идеја, за било што. Е дека е вредноста дека е суд за вредноста на истото. Да, мислам дека не треба да ја затвориме оваа тема толку брзо, затоа што многу е интересно, ние зборувавме за доброто, изборувавме за што е добро, што е зло, и не знам дали спомнавме, можеби спомнавме, не можам да се сетам, една дефиниција многу стара за што е тоа добро, и тоа е се она кое што не ја жртвува иднината за сегашност. А зло обратно би било. Зло би било жртвување на иднината за сегашност. И ова многу иде во контекст на ова твое размислување, не знам како да го наречам, идеја, бидејќи теза, да. Не можам да кажам дека е теза затоа што е многу само евидентно точна. Значи само будала ќе рече па не е така. Не е точно тоа што е ефемерно, тоа е повредно. Мислам, нема логика. Ама, навистина така беше и со таа дефиниција која што имам, не знам дали имам прочитано некаде или имам јас измислено како една основна првична дефиниција за што е добро и што е зло. И мислам дека имам кажано добро како едно најбазично ниво, да речеме бебешки гледано. Добро е се што ја жртвува сегашноста за иднината. Што тоа значи? Тоа значи не сака веднаш да добие валидација. Не сака веднаш да го добие бомбончето, затоа што знае дека за 5 минути ќе добие 5 бомбончиња. Тоа е експеримент кој што го правеле порано на бебињата. Да. И како што тоест не бебиња, туку дечиња.
и како што била повисока нивната интелигенција, тоа е многу интересен експеримент, како што била повисока нивната интелигенција, така тие избирале да ја откажат да ја пролонгираат својата моментална валидација. Тие велеле не сакам сега, ќе почекам 5 минути па ќе добијам. А тие со помала интелигенција велеле и тие што биле помали секако, велеле сакам одма сега, затоа што тој не разбира што значи 5 во иднина. Значи не може да замисли што значи 5 во иднина. Туку си ја гледа бомбоната и вика дај ми сега бомбона. И така и за возрастни луѓе, кога им дадеш некои концепти кои што се многу сложени. Им дадеш некој концепт, сакаш сега да ти дадам 1.000.000 евра или за 10 години да имаш жена, работа стабилна, деца, куќа и така натаму. Тој ќе рече па дај ми сега 1.000.000, јас ќе си го направам тоа. Ама тој не сваќа дека тоа е многу покомплексно, не е само пари има и направи го, а за 10 години ако ти го даде некој тоа е многу подруго. Значи кога станува дури и возрастен човек, кога концептите стануваат покомплексни, тој се губи и сака да си го добие она сега што ќе му го дадат, не може да размислува толку далеку во иднината. Меѓутоа колку е човек поинтелигентен, повеќе ќе размислува и повеќе ќе барата со концептите. Нема да бара веднаш валидација. Исто така и со зависниците. Тоа е зависност всушноста. Сакаш веднаш валидација, а не сакаш да почекаш малку и да, тоа е поврзано со допаминот. Наречеме наркоманите. Сакаат да го добијат својот фикс сега одма, а не да почекаат да им се нормализира допаминскиот систем, па да уживаат во среќата цел живот. Туку тие сакаат на моменти да уживаат, затоа што не можат да чекаат. Иако тоа е поврзано и со други хормони и така натака, меѓутоа во овој контекст буквално тоа е, а злото би било обратно. Значи сакам сега да го добијам тоа што го сакам, па за иднината што ми е гајле. Да, иднината не постои, која врти. Точно така. И како убаво што го спомна тој експериментот, тоа дали бомбончиња и колачиња биле, не знам што, ама буквално тој му кажале дали сакаш сега едно колаче или за 5 минути 2 колачиња или нешто, така беше експериментот. И после тоа ги следеле тие деца кои што учествувале во експериментот и откриле дека оние деца кои што имале способност да го одложат моменталното задоволување за поголема награда во иднината, биле многу поуспешни од овие други во текот на животот, од аспект и на образование, од аспект на успех во животот и така натаму. Доброто е и успешност. Да, точно така. И јас тука би кажал дека, види, тоа било направено на деца, меѓутоа јас би кажал дека таа способност да се одложи моменталното задоволување веројатно има некаква генетска компонента во неја, генетски предуслов, меѓутоа не е целосно генетски одредено. Јас верувам дека родителите може да ги научат своите деца, да ги истренираат во наводници, да го одложуваат моменталното задоволство за нешто повредно во иднината. Класичен пример, ја многу често се распорам на X, нели, тоа често ги заговарам да се има деца, да не се чуваат кучиња и мачки кога треба да имаш деца и така натаму. И тоа токму од истата работа, заради тоа што имањето на семејство и деца е една од, како кажам, највредните работи кои што може човек да ги има и особено го осознава кој ќе го има истото. Значи претходно е можеби абстракција, претходно е можеби нешто кое што си го замислуваме како би било, меѓутоа кога ќе го имаш, мислам дека многу ретко се погоди од човек да каже па не ми се допаѓа што имам деца, не ми се допаѓа што имам семејство. Значи многу ретко е таквото нешто. Обично сите викаат сакав да имам порано или зашто се зафркнав, зашто каснев и такви работи. Сега, работата е ако тоа е толкова докажана вредност, ако повеќето луѓе кои што имаат семејство кажуваат дека всушност сега веќе не може да си го замислат животот без своите деца и без своето семејство, тогаш зошто не потребно да се одложува или да се намалуваат шансите да го имаш тоа или да користиш сурогати како чување кучиња и мачиња? Во ред ти можеш да чуваш миленици, меѓутоа ова си го оствариш. Ова што е побитно, поголема вредност да речем. Сега, луѓето гледаат од перспектива на кога го нема, тоа си викаат, јас имам удобност, ако имам дете, ќе ми плаче, нема можам да спијам, ќе немам толку пари, нема можам да шетам и така натаму. И ова е токму размислувањето на оние кои што го земале првото колаче, сега, наместо да земат 2 колачиња понатаму. Затоа што се окупирани со своето удобство сега, наместо да поминат низ некакво неудобство следниот период, за да остварат многу поголема вредност. Апсолутно. Ти кој ќе го кажеш тоа на X или Twitter, предизвикуваш бура од реакции, која што мене ми е толку забавна.
Мене ми е толку забавна за читање и за смеење, тоа е нешто неверојатно. Да, ми текнува, мислам, луѓето мислам дека не разбираат дека најчесто повеќето мои објави ги закажу. И ама ти знаеш, и многу интересно дека јас сум закажал нешто, сум заборил дека сум го закажал, а таму Трета светска војна се развила, ти си ги читаш тие, смешно тие. Ја не знам дека се случува, утре ден ќе се разбудам, ќе отворам миксот и викам, што се случило бе? Земјотрес. Да. И јас уживам кога ќе збеснат луѓето во нивните реакции, а ти тоа обмислење може би си го сменил некогаш веќе во едни, зашто тоа ти е постирано пред 2-3 недели унапред си прочитал нешто, си напишал и тие после тоа дивеат. Да. Како ги кажа со факли, со факли одат она како се вика флешмоб се викаат на англиски. Да. Ето тоа е. Добро. Дали сега ќе дозволиш да ја затвориме ова епизода или тема како сакаш? Да, мислам дека е доволно. Значи, свештениче, се расплинивме за еднава тема, од неја отидовме во 2-3 теми, меѓутоа после тоа се вративме назад. Ни помина времето, веќе сме 50 и некоја минута, така што еве ни пример како функционира една слободна епизода за нашите следачи и во некоја следна ќе одиме со други теми кои што ќе ни бидат тогаш од интерес. Исто така, нашите слушатели може да видат како ние дебатираме, влегуваме дури и во дебата каде што не се согласуваме воопшто со нашите концепти, меѓутоа тоа не мотивира, не води кон тоа да се караме или да се мразиме или да си правиме некои лингвистички сопки или диалектички да се фаќаме во некои замки, туку ние навистина се трудиме да го разбереме противникот во наводници, да го разбереме соговорникот. И кога ќе завршиме со таа дебата, ние двајца излегуваме попаметни, бидејќи сме слушнале аргументи спротивни и тие си ги размислуваме дома. И не само тоа, имаме и поголема почит кон соговорникот, затоа што не само што разговарал со почит кон нас, културно, туку исто така и бил доволно спремен, доволно паметен да речам или едуциран да се соочи. Не рекол не си во право ти будала си, ниту па рекол добро ајде чим ти така викаш, така нека биде. Ниту се покорил, ниту се инател. И тоа создава почит. И заради тоа секоја дебата нас ни создава се поголема почит еден спрема друг. Така треба да дебатираат и политичарите. Така треба секој човек да дебатира. И дома со семејството, и на работа, и сам со себе. Многу добар коментар. Ние претходната епизода ни беше за надконцептуалност. И таму кажавме дека надконцептуалноста во незината суштина да не бидеш роб на концептите, туку тие да ти бидат тебе слуги. И токму ова е, да се вратиме назад во муабетот. Дебатиравме од далекосежноста, идејата за далекосежноста, отидовме кон генетика. И тука не се согласувавме за некои работи. Види, може на крај ќе испадне дека тоа што јас го зборам глупости. И што ако испадне? Може би ќе треба јас да си го сменам светогледот од тој аспект. Ако да, уште поубаво. Голема работа. Да, значи не ми зависи мене мојата вредност и мојата самодоверба или мојата достоинство од тоа дали сум испаднал во право тука во дебатава или во беседава или не. Туку моето достоинство ми зависи од тоа од тоа дали сум се и наетел непотребно. Дали сум се поистоветил или не со идеите или со концептите кои што ги разговараме тука. И заради тоа, сакав тоа да го кажам, прескапа ми испари од глава, па сега ми дојде пак. Значи, ова не знам како сум го развил низ годините, ама го препорачувам на нашите слушатели да го имаат и ти свештениче го имаш, знам дека. А тоа е дека за секоја моја идеја, иако често изгледам јас дека сум многу дрзок во наводници или многу закатанчен околу моите ставови, многу цврсто ги искажувам, меѓутоа секогаш во позадината имам резерва околу нив. Може да испаднат дека не се во право и дека супер што ќе испаднат дека не се во право, заради тоа што сум научил нешто ново. И може да видат нашите следачи како ние дебатираме. Нормално, не сме совршени, некогаш ќе се држиме како слеп за стап за нешто. Меѓутоа, многу често се случувало да додека трае нашата дебата или беседа, да еден од нас
се, условно речено во наводници, се и наети за нешто, но се држи за нешто, зашто така му изгледа, без разлика што другиот му дава контраргументи, меѓутоа, тоа е заради тоа што нема доволно време да го размисли тоа. После тоа дома кој ќе си отиде, знае да каже, знаеш што го размислував тоа и во право беше. Еве еден пример од неодамна беше кога јас разговарав, кога беа изборите во САД и кога победи Трамп. И јас разговарав, сметав дека е тоа некоја поголема промена, него што на крајот испадна. А свештеникот викаше дека не, дека тоа е империјата, истата империја, која што само глуми дека нешто променила и глуми демократија, а всушност во пракса сака да направи промена на имиџот, на кратко речено. И на крајот испадна дека свештеникот е во право. И тоа и му го кажав, знаеш што, брат, испадна дека ти си во право. Исто така, мене ми текнуваат две такви моменти. Првата беше војната Украина-Русија, кога јас реков дека Русија направи кардинална грешка што нападна и дека сега не само што ќе се издаде колку е слаба и немокина, туку ќе ги покаже сите своји тактики, сите своји ресурси и многу лесно ќе биде после тоа уништена од Америка, меѓутоа процесорот велеше нема шанси тоа да се случи, ќе видиш дека не е така, дека ова е начин како Русија се заштитува себе си од уништувањето на НАТО и Америка. Јас не верував, меѓутоа ете, со тек на време испадна дека е во право, испадна дека Русија паметно, можеби нехумано, можеби империалистички, меѓутоа доста паметно си ги одигра своите карти. А втора работа ми текнува, иако ова не беше баш многу дебата, моментот кога зборувавме нешто, разговаравме за Интерстелар филмот и процесорот така лаички, лефтерски си кажа една реченица, вика, па времето е всушност процесирање на реалноста. И јас таков само климав со глава, реков, да, така е. И после тоа дома си отидов, си го повтори филмот, викам, леле, ова е најгениално нешто што сум го слушнал. После тоа не само што снимавме една цела епизода за тоа, туку јас си напишав и свој цел труд имам напишано базирано на таа реченица. Ете тоа е, ми текнува на моментот и да, нашата епизода се вика За времето, можете да ја преслушате. Ама тоа види, не може да се случи ни кај мене, ни кај тебе ако не си отворен и не си понизен. Ако се држиш како след застап да мора да победиш и тоа е јасно во право и готово. Значи, може да не сум право и големата работа ако не сум во право. Не зависи мојата вредност од тоа. Не се поистоветувам со тоа. На крајот на криштата сум ограничен човек, колку и да сум најинтелигентен или најглуп. Најинтелигентниот човек е ограничен човек. Во споредба со универзумот, во споредба со Бог, не може да му се фати за малиот прст. И тоа што мислиш дека го знаеш, може би врска нема. Така што не се фаќај премногу за тоа, затоа што веројатно не си во право. Секако. Како и да е. Ова е крајот. Ви благодариме што не следевте, што не слушавте. Се надеваме дека ќе можете ваквиот начин на беседирање да го примените и во својот живот, самите со себе, ама и со другите луѓе на социјалните мрежи или каде и да е, и така по-добро да доаѓате и по-автентично да доаѓате до вистината. И тука може да ја завршиме епизодата, освен ако свештеникот не сака да каже нешто. Свештеникот не сака да каже ништо, така што ја завршуваме епизодата. Поздрав. Поздрав.